се обратив до специјалното јавно обвинителство согласно нивните ингеренции со писмо да проверат телефонските разговори дали постојат такви за поглаварот на исламската верска заедница и неговата спрега со тогашната власт. Како основа го земам извештајот на Американскиот Стейт Департмент за верските слободи од 2013 година, во кој експлицитно се посочува дека он бил многу близок со тогашната власт, кои што му овозможиле конзуларни контакти, му помогнале со Саудиска Арабија и потоа визите кои што ги добивал бесплатно ги наплаќал по 400 евра за човек. И сето тоа имплицира дека поглаварот на ИВЗ Сулейман Реджепи е вмешан во злоупотреба на службената должност. Затоа сакав да искористам и оваа можност и како граѓанин, и како пратеник во името на голем дел верници и муслимани да се докаже дали има такви разговори и да надлежните органи да си ги превземат своите мерки согласно законот и уставот на Република Македонија. Јас ова прашање го покренав пред речиси 1 месец во собранието и секако немам намера да застанам се додека вистината не излезе во виделина. Поглаварот на ИВЗ се уште не дава никаков одговор за сето тоа што го кажа како сомневање од собраниска говорница. Постојат ли докази за ова? Секако има многу луѓе кои што тоа го потврдуваат. Значи не се работи за еден или двајца луѓе кои што идат на Аџилак. Секоја година стотици луѓе верници од Македонија патуваат за Саудиска Арабија и секако на сите тие им било наплаќено за виза, иако визите се бесплатни. Иако злоупотребите не застануваат само тука, поглаварот на ИВЗ има сомневање дека ја има злоупотребено функцијата и во многу други сфери, посебно со процесот на денационализација на имотот на ИВЗ, како и спорно и нормално и начинот на кој он се врати на чело на ИВЗ, па се прогласи за доживотен поглавар, иако тоа не е пракса во исламската вера и исламските верски заедници, и го има фамилиаризирано ИВЗ целосно, си прави буквално што си сака и се понаша како да он е над законите. Но затоа постојат институции кои што тоа ќе го проверат и рековме дека ние се бориме за едно општество каде што сите ќе бидеме еднакви пред законите и нема да може никој да се крие зад позицијата која што има.